денот на првачињата, прв работен ден и за нас во новата сезона. Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Од вечерва вообичаено секој понеделник, среда и петок во вообичаениот термин од 19:20 часот или плюс минус некоја минута во зависност од рекламните блокови. На непол месец сме од референдумското изјаснување за прашањето дали сте за членство во ЕУ НАТО со прифаќање на договорот меѓу Македонија и Грција во следните 11 изданија до денот на референдумот. Ке се обидеме да ви ги предочиме сите различни ставови и гледишта, како и секогаш отворени и за вашите ставови и коментари. Веќе в среда следува она по што сме најпрепознатливи во етерот. Вашиот став низ јавното мислење во нова теренска анкета на Телма и нашите партнери. А 24 дена од денеска преостануваат за референдумското агитирање и стартуваме со двобој меѓу представници на двете водечки партии, владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Референдумот историска крстосница или политичка авантура на власт. Договорот со Грција, мост кон сигурна евроатлантска иднина или национално предајство, кој што спори и за што се залага. Тоа се три тематски целини за вечерашниот дуел меѓу Александар Кирацовски, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала на поканата. И Игор Јанучев, генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер и добре дојдовте. Ние имаме стрикни правила, но сепак еве јас ќе се обидам, бидејќи станува збор за специфичен предреферендумски период, да бидам повеќе во улога на модератор, препуштајќи ви ја можноста за двобој вам, со можности за меѓусебни прашања. Кирацовски, би почнал со вас. Кој беше овластен предлагач на референдумот? Овластен предлагач на референдумот е Собранието на Република Македонија. Оно кое што во иднина ќе го покрива генерално оној повластен медиумски простор, секако во која иднина? Пратениците во иднина до 30 септември, до денот на изборот, односно до изборот за референдумското прашање. Кај се пратениците како овластени предлагачи? Од четвртокот кога стартуваше кампањата на терен, гледаме само влада и министри? Или имате се уште незавршени пазари со ВМРО ДПМНЕ во собранието, па си пазарите директори, закончиња и други работи? Апсолутно не. Пратениците најверојатно до 10 септември ќе играат својата главна улога, односно мисија да носат клучни закони во собранието на Република Македонија, од една страна за време на својот работен период, а нормално во своето слободно работно време и после 10 септември да се впуштат во погон на ова значајна кампања која што до 30 септември, до изборниот ден, ќе биде доминантна тема во нашата Република Македонија. Кои се тие клучни закони? Клучни закони, па гледаме законот за финансиска дисциплина, денес го донесовме законот за превоз на учениците и други битни закони кои што на некој начин заостанаа поради блокирањето на собранието на Република Македонија во изминатиот период од страна на опозиционата ВМРО ДПМНЕ, но се согласувам кога го поставувате толку директно прашањето, пратениците и тоа како, бидејќи собранието на некој начин е иницијаторот на овој референдум, треба да играат главна и доминантна улога во промоција на референдумското прашање за или против. Затоа прашувам каде се? Ако ме прашувате мене лично, јас сум постојано на терен. Најверојатно гледате, следите и денес сум тука во вашата топ тема, која што исклучително ја почитувам и како емисија, најверојатно ќе игра доминантна улога во креирањето на мнение меѓу граѓаните за ова најзначајно прашање. Меѓутоа, генерално, знаете дека демократијата во Република Македонија, откако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери е на власт, владае по сите основи, секој пратеник, на некој начин, ако можам така да се изразам, е оставен во доменот на својата мисија да ја одигра оваа клучна улога во период кога реално тој цени дека треба да го одигра. Усогласивте конечно став како ќе ги делите парите? Прво сакам да разбијам една небулоза која што се шири меѓу граѓаните, особено од опозиционата ВМРО ДПМНЕ. Прво, финансиски средства на сметка на
пратениците не им се префрлени, ниту пак смеат да им бидат префрлени. Тие се строго наменски средства, затоа што собранието е финансиски иницијатор. средства се денеска префрлени на собранието, кој што вие велите дека е иницијатор, но ајде да не се навраќаме на таа тема дека иницијатор може да бидат само поединци, а не собранието како институција, но тоа е друга дилема. Но нејасно е како на 24 дена до остануваат уште 24 дена за пропагирање, како што е словото на законот, вие уште немате принципи за поделба на средства. Кога велите вие мислите на собранието на собранието Република Македонија? како предлагач, бидејќи веќе го именувате така. Основната сума која што владата на Република Македонија ја префрли на сметка на собранието, на посебна сметка, наменска сметка, наменета само за промоција, пропаганда, медиумска промоција од страна на собранието во медиумите за клучното прашање за референдумот кој што треба да се одржи на 30 септември е распределена согласно бројот на пратеници кои што се одлучиле за или евентуално против ова клучно прашање. Сите оние мнозинство на пратеници кои што се одлучија ова условно кажано донација од владата кон собранието да ја користат за референдумот, за многу скоро ќе биде пренесени во медиумите преку соодветни спотови кои што најверојатно собранието ги подготвува и треба да ги промовира во јавноста. Беџот е дел од тие пари или од некои други? Не. Ова е беџ на она, би рекол, неформална коалиција, она големо движење кое што постојано се зголемува, а тоа е излези за Европска Македонија, во која што учествуваат мнозинството од пратениците, кои што учествуваат мнозинство на парламентарни и вон парламентарни партии, мнозинство на невладини организации, општественици, истакнати личности во општеството, кои што се определиле дека на овој референдум ќе се изјаснат за Европска Македонија и ќе промовираат, ќе пропагираат се она што реално носи бенефит согласно нашето членство во НАТО и Европската унија. Пред да почнеме со првата теза, неколку прашања и за генералниот секретар на ВМРО ДПМН, господин Јанушев, вчера условно заврши, барем календарски, она жешко лето што го најавивте, и понешто го слушнавме од говорот во Кичево, од шетањето низ Македонија со 2000 волонтери по сите градови и села. Гласот што го слушнавте беше да не го кажувате вашиот став за референдум? Нашиот став во однос на се ова што се случува во државата во изминатите неколку месеци е многу јасно кажан. Кој е? Ние од самиот старт сме против договорот и ставањето на Европска Македонија и поврзувањето на референдумот исклучително само со Европската унија и НАТО е вака еден добар спин кој што се обидува партијата на Кирацовски да го направи, меѓутоа тоа меѓу народот не поминува. Вчера беа од страна на председателот кажани повеќе работи во однос на ова најзначајно прашање кое се однесува на еднината на државата, кога тој став ќе се артикулира преку органите на партијата, истиот ќе биде споделен со македонската јавност. Кои предуслови ви требаат за да го артикулирате тој став и на кој ВМРО и на кој став на ВМРО да му веруваме? На вашиот од пресконференцијата во четвртокот кога почна кампањата и рековте дека ви требаат во соодветно време ќе го соопштите ставот, или на Христијан Мицковски кој вчера од Кичево рече кој е Христијан Мицковски да им кажува на граѓаните што да прават, или на она што е запишано во партиската програма? Апсолутно се согласувам со она што беше вчера кажано, со идејата која што беше споделена со граѓаните. Станува збор за национално прашање кое што, ако кажам дека е од исклучителен интерес на државата и на граѓаните, на македонците пред се, веројатно е премал збор, бидејќи се ова што се случува влијае на се она што нашите предци го правеле низ историјата, низ стотици и стотици години наназад, влијае на тоа што на нас како луѓе кои што живееме сегашноста, меѓутоа ќе влијае и во иднина на сите наши идни поколенија. Да го ставаме ова во корелација со тоа дека треба ВМРО ДПМН да излезе со став кој што веројатно дел од луѓето го посакуваат или очекуваат, прво е страшно дефокусирање на јавноста. Прашањето е национално, го задира македонскиот народ, македонскиот јазик, македонскиот идентитет пред се, е далеку позначен од било која партија, од било кој политички субјект
И токму тоа е она што го кажа и председателот Мицковски вчера, дека за ова прашање, значи треба граѓаните да бидат тие кои што ќе одлучат, бидејќи не станува збор за избори каде што ние бркаме гласови од граѓаните врз основа на некоја реална понуда и програма, туку станува збор за нешто со кое што треба да живееме во иднина и ние и нашите поколенија. Со таква сериозна дефиниција и аргументи ќе ги спротистави своите контраставови господинот Кирацовски, со такви сериозна диагноза, тогаш на проблемот, тогаш е логично да го знаеме и ставот. Во ред? А ставот е Ставот е ВМРО ДПМН или не го поддржува, никогаш нема да го поддржи капитулонскиот договор кој што СДСМ и ЗАЕВ го потпишаа со Република Грција. Ако можам само кратко да се вклучам. А ставот кон референдумот и односот кон референдумот? Кога тоа прашање значи ќе помине низ партиските тела и органи, значи кога партијата ќе процени дека е момент да го соопштиме, ќе излеземе и јавно ќе го соопштиме истината. Сега мислите дека не е момент? Во овој момент, значи, оно што го кажувам е дека сме против договорот. Доведувањето на целата ситуација во корелација со НАТО е апсолутно абсурдна. Сите ние, особено генерацијата во Македонија родени после 70-тите години, сме растени со прозападна култура, со прозападни вредности и доведувањето во прашање на сите тие работи се апсолутна небилоза која што во изминатиот период се обидуваат да му се препишат на ВМРО ДПМН, при тоа потценувајќи интелигенцијата на македонскиот народ. Исто така факт е дека гледаме дека се ова што го прават и ова што незаконски ја почнаа кампањата пред 10 септември одат на терен, се катастрофи и фиаско, бидејќи не можат да соберат повеќе од 200 до 300 луѓе на терен онаму каде што поседуваат, без разлика дали се тоа трибини или дали пробуваат да се скријат во некои мали салички, се обидуваат, како што гледаме информациите од терен, кажуваат да носат и луѓе од другите градови, меѓутоа мислам дека се свесни за она што се случува и токму со инсистирањето на тоа дека ВМРО ДПМН не излегува со тоа што мисли за целата ситуација, веќе неколку пати во емисија повторив дека не го поддржуваме, сме против капитулонскиот договор, се обидуваат само да дефокусираат јавноста од тие работи, а дополнително да ја дефокусираат јавноста од сите афери, скандали, крадење кои што се случува, грабеж на државата. Да се задржиме на референдумот и самиот рековте ова не се парламентарни избори. Колку од прилика гласачи, граѓани посетивте со 2000 волонтери? Посетен огромен број на домаќинства, од она што последно го знам, мислам дека се посетени нешто над 50.000 домаќинства. Значи негде колку гласови освоивте 2016? Па негде околу 455.000 гласови. 454, 577.000 гласови за партиска програма во која што стои. Така. За прашањето за името мора да одлучува народ на референдум. Добро. Не ја почитувате таа програма со тоа што сега не кажувате и не го кажувате ставот на тие 454.000 гласачи кои што застанале зад вас, кој е вашиот став за референдумот? Ако бидеме до крај, нели, коректни, треба да кажеме дека има и две работи кои претходот на тоа дека во програмата наша стои, точно е дека стои дека граѓаните ќе се изјаснат на референдум. Меѓутоа претходот две работи кои што се многу битни, а тоа е дека промената на името на државата нема да биде поврзано со уставни измени, односно со промена на уставот во насока на промена на уставното име, и дека доколку дојде до тоа, значи до било какво решение, дека нема да се задира во идентитетските одредници, односно јазикот, националноста и слично. Значи доколку се постигне договор каде што овие две работи, односно три работи, нема да бидат задрени, тогаш народот ќе каже дали тоа го прифаќате на референдум. Вие барате враќање на ситуацијата назад. Имаме конкретна ситуација за која што 454.577 гласачи ве обврзале дека вие треба да имате став. Тука лежи целата небулоза која што се обидува да се протне низ јавноста, бидејќи се гледа само едниот дел од програмата поврзан за референдумот, притоа игнорирајќи ги другите две ситуации. Бидејќи ваков договор, ваков капитулантски договор како што имавме,
каде што да ги оставевме грците сами да го пишува и воопшто да не учествува СДСМ, Заев и Димитров преговорите, веројатно ќе имавме подобар текст на договорот. Бидејќи ваков договор каде што е прифатено се што грците бараат, веројатно можеле да потпишат и Глигоров и Црвенковски во минатото. Меѓутоа имало нешто што не отстапувале истите тие луѓе кои што доаѓаат од СДСМ и во целиот овој период од 20 и кусур години сме ги зачувале се она што не е битно како македонски народ, како македонска држава, како македонска нација. Ке разговараме сите аспекти. Првата теза, веќе влегуваме во неа, е референдумот историска крстосница или политичка авантура на власт. Прво кратко само би сакал да ги отфрлам сите неболози и на некој начин најзус кажани глупости од колегата Јанушев. Да се задржиме на нивото кирацовските, молам. Сепак сме втори луѓе во партијата. Многу е битно да се истакне дека јас заедно со моите колеги пратеници од опозицијата во парламентот, колеги на мојот колега Јанушев, секојдневно полемизираме, дебатираме и некогаш употребуваме и доза на политика и политиканство во одредени дискусии кои што се од одредена важност, но некако ова прашање. Во ова прашање или кога станува збор за едно од најбитните прашања, две во Република Македонија откако е самостојна, првиот референдум во 1991 година и овој референдум закажан на 30 септември 2018 година, политиканство не сме да се користи. Зборите веќе една минута во реплика, не кажавте ништо. Нашиот денешен домаќин многу јасно ве праша. Не ве праша за ланскиот снег, па да кажете, ние имаме став дека договорот не е добар. Можам сам да си ги толкувам прашањата. Ве праша многу јасно. Ако имате поставете директно прашање. Дали имате став во однос на прашањето за договорот? Дали имате став во однос на прашањето за референдумот? Дали ќе излезете или не? Единствено што успеав да слушнам е дека немате став. Дека сме против договорот и дека не го прифаќаме договорот и исто така ви кажав дека во следниот период исто така како што не бевме ќе се изјаснеме. Најзус кажа дека не е одговорен во оваа држава и дека не е никого кој што може да убедува граѓани. Па апсолутно дека не сме како ВМРО ДПМН одговорни за сите овие работи кои што ги правите во минатиот период. Не сме сигурно одговорни за договорот кој што го потпишавте капитулантски со Грција. Не сме одговорни за менување на идентитет, јазик, име, нација, устав и се останато. Да ги намините внатре проблеми и да не го користите најбитното прашање во најклучниот момент за теснопартиски интереси. Боби, ако може многу на кратко, нема како Кирацовски. Ова е исто како го отворам тема дека Оливер Спасовски има нескриени амбиции да биде лидер на СДСМ или дека партијата им се наоѓа во хаос поделена на 4 кланови меѓу Спасовски, Шекерин, Заев и не знам кој. Партијата која што упорно повикуваше на референдум, која што ветуваше без промена на устав, кој се однесува на промена на уставното име и со заштита на македонските Добро, речете сме против референдум. Нема да излеземе. Ќе излеземе, ќе гласаме против, ќе гласаме за. Поинаку да ви објаснам. Значи, референдум доколку решението не завира, доколку граѓаните очекуваат вие јасно и гласно да испапите премиер. Ако сакате само вие да говорите, Боби, да му оставиме простор. Ако не упаѓате, има простор, ќе завршам, има време емисијата, ќе дебатираме. Значи, референдумот се однесува на за последен пат за да биде јасно. Не промена на уставот со цел промена на уставното име и заштита на идентитетските одредници. Вие тоа го погазивте. Вие тоа го погазивте. Како не е точно? Националниот идентитет, со шо е? Јазикот, нацијата не биле заштитени како никош досега. Кирацовски, како ве пишува вас во пасош? Кој е вашата национална? Како ќе ве пишува во иднина? Македонец. Зошто ја лажете јавноста? Вие ја лажете јавноста. Ја лажете јавноста и грубо шпекулирате. Значи нема да ви пишува македонец, ќе ви пишува северно македонец. Нема ли да ви пишува? Ма добро, тоа го знаеме како никогаш досега, тоа заедно го зборува и сите го повторувате како попаѓали. Дали во иднина доколку ова дозволиме да помине, нема да бидете северно македонец у пасош? Никогаш. Ќе бидеме македонци, македонец. А вие не сте се спремили, вие договорот го немате прочитано. Граѓани на Северна Република Македонија, ако веќе сакате еклатантно. Не, вие договорот веројатно го немате прочитано и се ова што го правите само за да фокусирате јавноста. Да го прочитате, да го објавите јавно достапен. Јавно достапен.
По криминалот позната е ВМРО ДПМН, која што над 10 години екзистираше во едни режимски услови. Година и пол сте на власт. У оваа година и пол можевте да направите проект, можевте да донесете одобрение за тој проект, можевте, ако ништо повеќе, пола километар автопат да направите. Значи, гледаме што правите, немој да мислите дека сте слепи. Со 0% не сме тука раст. за образование и здравство, иако таа тема ќе биде доминантна, која ќе бидеме дел од европското срам да семејство. зборувате за ова. Секојдневно на пресконференција Веројатно го водите негде се собирате со 3/4 луѓе од комитетите. Тоа се прашања кои што очигледно ќе имате можност да ги отворите на евентуални предвремени избори, но бидејќи хајте го начнавте прашањето, ќе почнеме со името, ќе почнеме со обратен редослед и очигледно ќе морам да интервенирам и со конкретни прашања. Што е капитулантски во договорот со Грција? Капитулантски е буквално се што се однесува во самиот договор, бидејќи се менува уставот, предвидено е промена во преамбулата, без претходно да биде нигде не е кажано што точно треба да се промени. Се менува името на државата, како за надворешна, така и за внатрешна потреба. Или е еден пример да кажам, ако помине се тоа, утре како пратеник Рацовски, ако од собрание прати некој допис, треба на самиот тој меморандум да стои Република Северна Македонија или собрание на Република Северна Македонија. Значи, почнувајќи од тука. Се менува јазикот, нешто што го имаме веќе признаено и прифатено од страна на Обединените нации едно од 40-50 години наназад, се менува идентитетот, бидејќи нема повеќе ова како што се обидува да манипулира Кирацовски да бидеме македонци, туку ќе пише северно македонци. А да не навлегувам понатаке, нема да си упаѓаме. А понатаке да не навлегувам во членот 8 од договорот. Со тие небулозни комисии, каде што и даваме право на другата страна, во било кој процес од преговорите со Европска унија да дигне рачна и ние да мораме повторно да виткаме кичмата заради тоа што некој денеска се осудил да направи овакво капитулантско дело. Има многу да се зборува во однос на договорот. Се обидам вака на кратко да резимирам повеќе. За сега, тоа се главните аргументи. Прво сакам да истакнам дека договорот многу јасно го гарантира правото ние да се нарекуваме како македонци. Каде? Согласно членот 7 од договорот, македонскиот идентитет многу јасно го сликува нашата територија, јазик, народ со сите атрибути, сите народни обичаи, култура, историја и историско наследство. Согласно член 1, став 3 од договорот, официјален јазик на нашата држава е македонски јазик, кој е преведлив на сите јазици. На англиски пример би било Macedonian language. При влез во најголемиот воено и безбедносен сојуз, НАТО алијансата, и при влез во Европската унија, над 500 милиони жители ќе го признаат овој јазик, и овој јазик ќе биде признат и познат, меѓу другото, Боби, и од НАТО алијансата, да се вклучам и да интервенирам, значи и Република Грција, која што за време на вашето владење не оспоруваше комплетно. Грубо да лажете. Во член 7 се вели дека страните прифаќаат дека нивното односно разбирање или за различен договор на термините Македонија и македонски дека се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Не знам дали сваќате што значи ова. Ако не сваќате, можам слободно да ви објаснам. Не знам дали вие сваќате. Но јазикот македонски и последен пат ќе биде потврден, абсолвиран како македонски. Кирацовски не ни треба тоа. Во 1977 година Обединети нации го прифаќаат како македонски јазик. Без фусноти, без каде припаѓа, без било шо. Да, меѓутоа, вие зедовте тоа да го смените. Меѓународните документи. Вие зедовте тоа да го смените. Како стоиме. А само што потврдивте и кажавте да. Проверите. Значи само што кажавте 77 и вие после толку години зимате го репревентирате веќе стекнатото право или ќе користиме тука да ми објасните тоа дека не знам што сте направиле. Значи се ова што го зборите е лага. Во член 8 вика доколку лага дека некој ќе ви верува. Значи многу е јасен договорот. Немате прочитано, ви извадили за неколку тези за кои да се држите. Во ваши раце и ниту знаете да го прочитате, ниту знаете да го објасните. Многу јасно пишува. Што пишува? Јазикот македонски е потврден и апсолвиран.
и секогаш ќе биде Ама од македонски. 77 е господине Кирацовски признат без никаква додавка. Како ќе се вика во иднина после договорот? Ќе биде македонски. Влада на Република Македонија или влада на Северна Република Македонија? Грбот, знамето воопшто не се допираат. Па добро да ги сменивте у 90-тите години. Сите клучни аспекти Значи, на нашата нишка ќе биде влада на Република Македонија или влада на Република Северна Македонија? Ќе започнеме Може ли да ми преговори за одговорите? членство во Европската Може ли унија. кога? Ќе станеме дел од следна година у јули 2019 ќе ни кажат на кој датум ќе ги почнеме преговорите. Како не е срам? Поранешна Југословенска Република Македонија ќе исчезне. Па вие тоа го направивте. Не јас, Со комплетно не ние, сочуван не ВМРО. идентитет, јазик Како го и нација. зачувате? Нема да бидеме македонци, го ќе бидеме држите договорот. северно македонци. Тоа Ќе е бидеме промена. македонци. Сватете Северно македонци, зошто лажете? Исклучете ја небулозата од вашите глави. Договорот е јасно достапен до сите граѓани на Па Република достапен е Македонија. тоа ви го кажувам. Токму ради Ако јас се затоа што е обидувате да достапен до манипулирате, сите граѓани на различно Република читајќи го, Македонија, или ради различно тоа онаму објаснувајќи каде го. што одите да го Тоа е ваш објаснувате проблем. влидат по Тоа е максимум ваш проблем. 200 луѓе. Добро. Тоа сакам да ви го кажам. Зошто тогаш не излезете јавно и да го анализирате, да објаснувате, да информирате, да едуцирате за договорот? Еве сега тоа го што правиме правам. ние. Еве сега тоа го правам. Ова е ширење на лаги и небулози. Кој лаги не болози, Го ево држите тоа го во раце, пишува. го Значи држите во лажете раце за договорот јазикот. И го читате, Ма и го лажете читате за јазикот. погрешно. Вие не ни го имате договорот пред вас. Тука е договорот. покажете Заедно- ми го. Заедно можеме пред Покажи го, ајде. јавноста да го анализираме. Еве го договорот. Не е тоа Заедно договорот, да го тоа ви се три тези што ви ги извадиле веројатно од Сега, партија. вие знаете и дали рекли, ова е држат. договорот или Па не еве е покажете го пред договорот. камери. Ама вие Еве, знаете јас сега. ќе го покажам. Ова е спогодбата преведена на македонски јазик. Покажете дали е Што е- договорот. што е битно? Значи, у емисија Што е тука битно? лажете. Што е битно? Па значи лажете. Вие лажете со се она што ќе искажете. Затоа што сметате дека Кирацовски, на тој начин Значи прво можете договорот да сам го по себе оспорите по суштина ноторниот е факт ништовен. дека националниот Правнички идентитет гледано е. комплетно сочуван. Јазикот е македонски. Не е точно. Јас сум македонец, вие сте македонец. Ама сега моите родители, сме, вашите родители, а во нашите иднина деца нема да бидеме, се и тоа ќе сакам бидат да ви го објаснам. Македонци. Не ќе бидат Ќе северно зборуваат македонци, македонски. кои што ќе учат некој хибриден систем на историја, ништо повеќе, ништо помалце. Што значи Што тоа побрзо дека го прифатите, тоа, толку подобро за вас. Дека Најверојатно не ВМРО може да ДПМН се- можеше и може да постигне подобар договор? Пред малку кажав дека договорот буквално да не учествуваше македонската страна во преговорите, сигурен сум дека ќе беше барем у 2 члена подобар, бидејќи мислам дека ни грците на сон не очекуваат дека ќе можат да добијат овакво нешто како договор. Било како, Затоа протести една има теза многу само помасовни во Грција. би Токму кажал. затоа. Ништовен е по суштина договорот. Прво и основно. Значи, Македонија нигде не е ставена како страна во договорот. Значи, ако веќе го имате пред вас, еве прочитите, вика вака. Првата страна, Хеленската република, и вика втората страна, која беше примена во Обединените нации согласно резолуцијата 47225 од 8 април 93 на Генерално собрание на Обединените нации Под или привремената втора страна. референца која ќе исчезне за секогаш. И ќе Значи, бидеме ние комплетно согласно потврдени како македонци. уставот на оваа држава сме Република Македонија. И ако веќе подпишувавте, тука требаше да стои Република Македонија. Прво, второ, немавте право да го подпишете договорот. Не знам дали тоа ви е јасно. Значи се знае кој единствено има право да склучува вакви билатерални договори. Си дадовте полномошно на влада што немаше право да го дадете. Прифатете дека ова е ништовно, ова е капитулантско и ова е срамно и еден ден ќе одговарате за ова што го правите, го гарантирам тоа пред целата македонска јавност. Овој договор нема да ви помине. Дека ова крупно прашање за доброто на граѓаните на Република Ова е Македонија најзначајно во ќе го реши историјата, ова не само на парламентарно независна, туку мнозинството на граѓани било на која Република Македонија што Македонија, било кога ова обстојувала. влада. Значи Македонија 11 години бевте на изтрпила власт. и отоманско, Единствено што и втора, придонесовте и е прва го светска војна уназаривте и се. прашањето за името, го уназаривте. Со тоа што Секој може ги заштитивме националните македонски интереси. Ги нарушивте националните интереси, ги нарушивте националните интереси повеќе од било кога. Утре многу ме интересира како ќе им објасните на собствените деца дека сте продале се што било македонско единствено што држава. правевте, вршевте провокација на нашиот сосед, со кој до вчера бевме први непријатели поради вашата погубна политика, а од денес сме веќе Дали се пријатели слушате и со што Република говорите? Грција, и со Значи, Република го напаѓате Бугарија, и македонскиот со народ, сите а ја наши браните соседи. грчката страна.
Може ли Значи некој го Јас напаѓате бранам- македонскиот јас го народ и бранам- ја напаѓате дали се Јас ги служите бранам што нашите говорите. национални интереси. Господин Јанушев, ви Повери, смета Боги. во Вие не знаете ни што спогодба- браните, ни што во новата спогодба втората страна? Ми смета буквално се што е внатре напишано. Ако знаеш што е напишано. Што е најголемата гордост на ВМРО ДПМН во, еве да кажем, битката со Грција за името? Види, Хашката пресуда? па и Хашката пресуда е да е Со еден Хашката пресуда што дел. браневте? Меѓутоа она Времена што спогодба. она Така? времена не, ја напаѓавме времената спогодба, односно се она што не е исполчитувано од другата страна. Меѓутоа, Значи ги браневте одредбите од времената спогодба кои што се во корист на Македонија. Ако може така да заклучам. па не се согласно за заклучокот, меѓутоа сакам нешто друго да кажам. Не. ВМРО ДПМН од сам старт Уште се едно про- прашање. Во ред. Како сме во времената спогодба? Фиром. Фиром сме. Не, тоа е привремената референца. Каков е вордингот околу државите, првата и втората страна. Значи ние тука имаме преземен вординг кој што Мислите стои во на времената во титуларите кој како се ословува? Да. Значи, веројатно продолжуваат со истата пракса. Не го знаев во овој момент, меѓутоа продолжуваат со истата пракса која што е правеле и во минатото. Ваше Видете, време беше- Можете да не го знаете, а да напаѓате дека има тука направено преседан, а во исто Добро. време најголемата гордост на вашата партија и најголемиот влог на вашата партија во битката со Грција беше токму пресудата во Хаг во која ја браневте времената спогодба, Видете, односно одредбите кои што се во корист на Македонија во таа времена спогодба. Боби, најголемата гордост на нашата партија е тоа што успеавме да не подклекнеме и да го задржиме се она што е македонско. Да не го промениме уставот, да го задржиме уставното име, да не го промениме јазикот, односно да не го дополниме и да интервенираме во истиот и да не го смениме идентитетот. Меѓутоа, она што е побитно, од самиот старт, кога ова се интензивираше во јануар месец, укажувавме на сите овие работи. Укажувавме на сите пропусти кои што ги правеа, укажувавме на се што се случува. И е апсолутна небулоза да бараме кривец за ова што го направија, но ова срамно дело со спогодбата, да бараме кривец во ВМРО ДПМН. Не, само ве Единствениот прашувам за кривец појаснување Заев на и нелогичните СДСМ. ставови веќе. Ништо повеќе, ништо помалце. Дотолку е срамно што ова што го нарекуваат караван за не знам што, не го споменуваат договорот односно спогодбата. Европа, Европа, Европа. А при тоа, нити една европска вредност не видовме оваа година и пол. Не е европски да имаме аболициран премиер. Не е европски да слушаме како бара 200 евра за вицето 200 евра. Не е европски да се делат тендери од здравството од тато, од ќерка на тато. Не е европски да си ги поделат тие 10 милиони или колку беа од фонд за иновации меѓу нив. Тоа не е европски. Европски е да се У Европа нема да влезеш кажеме што е така. европски. Тоа треба да им биде јасно многу добро на СДСМ. И пак ќе кажам, ја потценуваат интелигенцијата на македонскиот народ. Да се нема јасен став и ограда од 27 април, ако веќе имате толку европско однесување и манири? 27 се уште под истрага. Нашиот став е јасен за 27 и тоа е дефинитивно еден Не, вашиот став, ако го читаме вчерашниот говор на премиер, се извинувам на Па не вашиот добро кажавте, председател, веројатно за многу брзо ќе го нарекувате така. на вашиот председател, вашиот став е едноставно поддршка и одбрана на дел од тие луѓе кои што влегува во собранието. Да обвините 30 и повеќе луѓе за тероризам во Европа, значи таков друг пример нема, особено меѓу тие луѓе да имаме пеачи, актери и глумци и видни луѓе од македонската јавност. Дека не е ова само флоскула која што ја фрлам пред македонската јавност, пред некој ден на судењето го видовме Павле Богоевски, колегата од Социјалдемократскиот сојуз на Кирацовски, како после судењето се слика со Бетмен. Би се сликале вие со терорист обвинет за такво страшно дело? Мислам Каде што дека казвате ја затвора нема за од десетина години. самата дебата. Европски е секој оној кој што се огрешил од законот, независно кој е, дали е премиер, дали е Кирацовски. познат лик, дали е актер, дали е Тоа ќе го Кирацовски, дали е докажете Јанушев, дека е точно што го треба да тврдите кој ќе одговара. си го затворите председателот. Дали е европски, Сите го дали е видовме, европски, сите го 11 видовме на години видеото. да ја уназадите Сите. Република Македонија, да прислушувате над 20.000 граѓани, општественици. Дали е европски?
да барате 5% условно Не кажано ви од кинезите. поминува ова. Дали Значи, европски, како не знам како дали тоа да европски ви кажам. криминалниот Наравно, гледа проект што се случува. Скопје 2014. Мислите Дали за беа 650.000 европски, за дали цвеќиња беа сега што дадовте? европски. Сите оние погубни политики поради кои над 500.000 наши сограѓани го напуштија родното и огниште. за фризерката. Дали беа проевропски? Дали беа Ама проевропски? ги наметну овие Сите оние пошто криминални нема проекти, во недостиг поради на кои аргументи секој за новороденче било се што, раѓаше со што над се 2000 јавува евра долг. во Дали е минативе 10 проевропски? години? Тоа што образованието го разводнивте, здравството го разболивте, а социјалата ја клегнавте на колена. Меѓутоа, Ако може се господине и јас Јанушев, веќе ако сакаме за тоа. За да се задржиме на 2018 клучната да се тема. вратиме на Фала Богу. договорот. Март Бидејќи има 2018, ако може. март 2017, скоро 50% помалку се гради. БДП 2016 3,6%, Тоа се сега теми- тоа се 0,1%. теми за Март 2014 се градеше Скопје инфлација. 2014 криминалниот проект. Абе, 650.000 евра давате за вашиот цвеќиња. екс-председател Што фазламуве да правиме? добиваше дебели провизии. 650.000 евра. Ама јас не сум Не тој. е сериозно. Како да ви кажам? На едно од Значи, најбитните година и прашања. пол- Да се година и вратиме- пол сте да на се Кое што власт. Република вратиме- Македонија е немате славена. да- Ние да зборуваме за шајка цвеќиња. за ковано. Да се вратиме- Шајка не е немате. сериозно. Да се вратиме Господине на- Јанушев. на- Ако Кирацовски некој работи бајери дури во пробавте оваа од влада, луѓе да Давайте газите да на се вратиме водно. на темата. Значи, Ако кога сме некој- у Кина ако пред некој- 50 години, така се однесувате. престанете со неболозите, дискутираме. Кои неболози видовме сите на телевизија? Или вие не ги гледате тие вести? Да Ги се ги вратиме рипате на веројатно кога Македонија. гледате вести. Да се вратиме да Срамота. се вратиме Почитуваме. на реалноста, бидејќи оваа дебата не враќа многу назад, па ќе треба да ве прашам и од кога сте вие во ВМРО и колку Од се 98 оградивте и година, колку не се Боге. оградивте од тоа што сега е процесуирано во судовите како сознанија и сомнежи за криминал и тоа не води во една сосема нова дискусија. Конкретно прашање. Зошто не верувате во она што го пишува во членот 1.3 од договорот дека македонскиот јазик е официјално заштитен? Ајде навистина да разговараме со Да се конкретни продлабочиме. аргументи, вашите аргументи и контрааргументите на господинот Кирацов. Вака. Бидејќи очигледно Во она што во се договорот е суштината. во она што се повикувате, се наведени повеќе работи во членот 3. Во првиот параграф пишува дека официјалното име на втората страна ќе биде Република Северна Македонија, што ќе представува уставно име на втората страна и ќе се употребува ерга омнес, како што е предвидено во оваа спогодба. Скратеното име на втората страна ќе биде Северна Македонија. Ова е едно од првите работи спорува со ова? која што Кој го спорува ова? јас го спорувам. Не во ред, мислам. Знаете како? Го трошиме времето на нешто што е општо познато јавно, Чекайте, ова е за вас пренабрегнуваме прифатливо. нешто што е многу суштински. Чеки, ова е за вас прифатливо. Националниот идентитет е комплетно сочуван. Ама не ми Почитувам, одговорите, колега. прашав преска неколку пати. Клучните нишки Како на ќе биде националниот Република идентитет, Северна Македонија со јазикот, влада на Република нацијата, Македонија или влада на Република Северна историското Македонија? наследство, културата и Може ли да обичаите ми се одговорите? македонски. Еве, вие Јас и самите вие ќе го бидеме спомнавте. македонци. Јас преска неколку пати ве прашав, вие избегнувавте да може говорите, да еве се сам го разбериме, спомнавте. колега. Институционалниот идентитет. Што значи тоа? Значи дека место влада на Република Македонија ќе биде влада на Северна Република Македонија. Место собрание на Република Македонија ќе биде влада на Северна Република Македонија. Точно или не точно? Единствено што е точно во ова ваше прашање е фактот што ние прифаќаме на нашето уставно име да се додаде географска одредница од една страна, од друга страна, Не ви беше комплетно да биде полесно да кажете, сочуван, да, точно е. комплетно да биде сочуван. Како ќе биде комплетно кога ќе се македонскиот промени се национален понатака? идентитет? Затоа што многу јасно стои, го имате договорот во вашите раце. Па еве го имам, Во што членот пишува? 7, Пишува. македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија. Го отсликува нашиот јазик. Кирацовски, што народот, зборите? со сите Државјанството на атрибути втората страна што ќе се- биде многу јасно македонско пишува. слеш граѓанин на Република Северна Македонија. Како ќе бидеме македонци? Кога ќе бидеме граѓанин на Северна Република Македонија? Што манипулирате? Еве го прочитете. Нацијата е македонска, почитуван колега. Тоа Нацијата е македонска, прочитај. Јазикот е Ама еве македонски. прочитај. Општо познат, општо прифатен од над 500 милиони жители кои што екзистираат во Европската унија и од целиот свет. Кирацовски, не ми Ако се тоа за верува вас, ако како тоа за вас лажете не на е доволен национална аргумент, телевизија.
Ама ве молам се. Не ми се верува да не како лажете. манипулираме со Аргументите. јавноста. Имаме домаќин, може подробно да ги ве молам, опфаќа сите аспекти. Многу аспекти се, а очигледно така ни, речи. ни оди времето во непродуктивна расправија. Значи ве молам, аргументите па да ги слушнеме контрааргументите значи, и така. аргументите барем Боби две-три е токму ставки ова да што ги- го читам, да затоа ги и се обидам да расчистиме. го покажам на Кирацовски, ама Кирацовски бега како дјавол. Вика, државјанството на втората страна ќе биде македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе биде заведено во сите патни документи. Како го зачувале кога јасно пишува дека ќе бидеме граѓани на Република Северна Македонија. Кои зборуваат македонски јазик, и се македонци, и кои имаат македонска култура, кои играат македонско оро, кои пеат македонска песна. Јас и вие ќе бидеме македонци. Значи, ве молам, Почитуван слушнете колега. ме на една Ма 10 секунда. пати ве слушнав. Ќе биде заведено во сите патни документи. Значи, тоа ви го кажувам од преска. Во пасошот нема да стои Александар Кирацовски, роден у Битола, тогаш и тогаш, Нема да стои. националити македонец, туку ќе стои Citizen of the North Republic of Macedonia. Но пред тоа ќе стои македонец. Него Многу пишува јасно тоа, пишува. како да ви Многу кажам. јасно пишува. Нашето државјанство е македонско. Ама не го пишува тоа се обидам да ви го кажам, или ве лажат, Не ве или лажат, вие почитувам грубо, колега, или вам ве немате... лажат, Не, вам не сте ве го лажат, прочитале ова. Вам ве лажат. Ма не ме лажат, ја пред мене го имам и го читам ова. PR стратезите кои што наместо да ве уверат дека за ова битно национално прашање треба сите да се обединиме и сите заедно да промовираме, вие да ја продолжите, ја продолжувате погумната политика. Кирацовски која што не ми сте ја го водиле кажал ова некој, еве го 11-та пред мене го читам. Почитувам колега. Го читам. Како да ти кажам, значи не ми е така фатено кога кај тебе у прибелешка, го имам пред мене договоров и го читам. Значи не ми го кажува никој и ви кажувам што е запишано. Грешно го толкувате. Грешно го толкувам. Па ја уште еднаш ќе го прочитам за крај, последен пат на емисија, ви ветувам дека нема веќе. Вика, јас сум правник. Државјанството на втората страна ќе биде македонско, цртичка. Граѓанин на Република Северна Македонија. Ќе биде македонско. Како што ќе Рековте, биде, извинете, ма ќе не биде завршив. македонско. Како што ќе биде заведено во сите патни документи. Одлично, ќе биде македонско. Тоа ви кажувам, дека Одлично. ќе ви стои во пасош дека ќе бидете граѓанин на Република Северна Македонија. Прочитајте уште еднаш таа Па, реченица, по тој 10-ти став пат го и ќе видите читам. дека националноста Ама сериозно е го немате, македонска. признајте како немате сериозно Националноста е прочитано еднаш македонска. договорот. И јас договорот го имам прочитано, го имам видено пред вие да го видите, го имам анализирано пред Но вие го имате воопшто да но го имате знаете македонско. и го промовирам пред вие воопшто да се убедите дека Види, треба да се Боби, промовира. Тоа е исто кога да те прашам дали ќе се согласиш за 10 милиони евра да убациме уште едно 5-6 збора помеѓу Боби и Христов. Сега извини што те земам за пример, може би не спореби, соодветен. вакви неболозни аргументи, мислам дека не треба се користат во емисија. Не манипулирам со Не пари манипулирам, кои само го читам. Република Северна Македонија. Сам потврди Кирацовски. После ова, ако не дај Боже помине, ќе имаме влада на Република Северна Македонија. Ќе имаме собрани, ќе имаме македонска, нема да биде радио телевизија, ќе биде телевизија на Република Северна Македонија. Кирацовски Ќе врачи добиме контрааргументи и одиме на другите идентитет, аспекти. со Добро, губење извинете, на ако е толку институционалниот штетен овој договор идентитет. и како што велите, не дај Боже да завршам. помине, што правите вие за да не помине? Ќе излезете на референдум, ќе гласате против, ќе ги повикате граѓаните да гласат против или Тогаш можеби кога за. ВМРО ДПМН ќе смета дека треба да излези да каже, ќе излези и ќе каже. Почитуван колега, секој случај, да немате да став ги е наведуваме- неодговорно, а да имате став и да не го соопштувате за толку битно прашање е лицемерно. Добро, ви благодарам за комплиментот, бидејќи На почитуваниот домаќин. ќе ви повторам дека уште еднаш се ставате во една многу лоша улога, каде што ја доведувате се она што било во историјата, се она што е денес и се она што ќе биде во иднина, да го изгорите и да го ставите под нога. Лошата улога која што ВМРО ДПМН играше 11 години, Еднаш во која биде што Република парламентарен, Македонија ја крај втурна во крајот собрание се и изолација, во оставиме да се безперспектива, да се завршува. доискажам. Ајде Завршува. истите работи повторувајте ги дотре Савајле. Ако треба 1000 пати ќе ги повторам и ќе ги Бе, истакнам, за да не 0% раст дозволам имате. И граѓаните вие да мене бидат ги зборите за манипулирани економска од било криза. кого. До формулациите Особено- кои што особено- јавно не ви ги е срам. интерпретират. Особено Како не ви е срам? при Го очи, читаме при договорот, уши и при лажете. јавно достапен договор, некој да ги лаже Па тоа во се очи обидувам да ти граѓаните. кажам, ради тоа што е јавно достапен и за тоа што на Наша сите обврска. им се јасни сите работи, за тоа видат по 200 луѓе. Ако сте толку убедени На трибините на ако сте Социјалдемократскиот сојуз ако има сте толку повеќе убедени во граѓани успешноста, отколку на што главните ви значи митинзи на толку ВМРО извинете ДПМН? ставот на ВМРО ДПМН?
Не ни Ако сте значи толку нам, убедени. им значи на овие 454.000 А тие граѓани кои вие што за тие се гласале за секирате, нас. така? Апсолутно, тие се граѓани на Република Македонија. Ние сме влада и парламентарно мнозинство на сите граѓани на Република Да бидеме Македонија. малку Граѓаните сериозни. ги ставате да го во затвориме, недоумица. еве, да го затвориме овој дел пред рекламите со едно пака практично прашање. Двајцата сте аплицирале, сте се пријавувале за многу меѓународни настани и каде што по автоматизам некои институции сега во графата државјанство пишува на поранешна Југословенска република Македонија. Што е подобро, да остане тоа или да остане оваа комбинација од македонско флеш или цртичка граѓани на Северна република Македонија? Многу Видете, јас полошо е ова што се случува, бидејќи не е само тоа, има многу работи, реков дека ќе ни треба веројатно многу време. Еве сега во моментов едно што иде вика во врска со се погоре наведено, каде што се променува ова, вика погоре наведеното име и термини во имиња за комерцијална намена, трговски марки и заштитни знаци, страните се согласуваат да им дадат поддршка и да ја охрабрат нивните деловни изедници, да не го читам натаки. Што исто така значи дека утре Тоа веќе што и да се влегува, случува, Тоа е сосем друга тема. тоа влегува во една сосема прифатени друга. препознатливи кодови, МК да остануваат. Како Комплетно останува апсолвирани. Пирацовски? Зошто Ама еве лажеш? гледате, Еве, член 1, точка 3, под Д. Кодот за земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ не или на НМК. регистарски таблички, почитуван колега, кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како Кој е што е тој официјално код? Ај, определен објаснете само. од меѓународната Ама кажете кој е тој код? од меѓународната организација за кај се употребува тој стандардизација код? ИСО на сите производи македонски што Република Македонија ги И произведува. ќе треба на да сите биде трговски пишано марки, произведено кои што ги- во Република Северна Македонија. И тоа ќе треба да им го наметнете, тоа исто така не го кажувате, односно многу успешно го премолчувате, ќе треба да им биде наметнато на сите фирми у Македонија, без разлика што се приватни. Не, сега А веќе класираме манипулираме на овој начин. Ако за нешто ме кодот, бави, го жаби, менувате и на кодот. ваков начин мислам дека не е коректно. Како не е коректно, тоа го пишува Нешто ме договорот, бави, сега го жаби спрема прочитав. јавност. Ма сега го прочитав. Значи се што ќе ви прочитам од договорот не е така. Јас сериозно се сомнам дека вие сте го прочитале во договорот. Вие читате дословно, граѓаните разбираат и подоцна аргументирате погрешно. Насочувате на погрешна воденица. Може ли Не барем ви за еден одговара ни член да вам, се ни на согласите Република Македонија. дека е јасен? Официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонски јазик, како што е признаено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина во 1977 година и како што е опишано во член 7 став 3 и став 4. До вас по. Многу јасно пише. Да, меѓутоа Многу јасно него пишува. дочитувате и понатаки, нели, останатите членови кои што кажува дека во фуснота ќе стои дека тој јазик е од групата на словенски јазици, не знам што таму дополнително е допишано. Што до сега го нема. Зошто беше потребно да се стави? Не може да им речат на станува грците. збор за македонскиот Дечки, јазик. ова е од 77 признато, сте го признали ви Обединети без нации. фуснота. Не го преговараме. Македонскиот јазик Добре, е потврден. пријателски. И јас, почитувани, видете, сакам многу јасно да истакнам дека денес е потребно лидерство. Не е потребно следбеништво и заскривање зад македонските граѓани. Ниту еден договор, кога се работи за компромисен договор и каде што двете страни треба да попуштат, не е идеален. Договорот кој што е подпишан е тој и ние како одговорна власт моравме да промениме По дел од неодговорна формулата, власт, од тоа немало. да го смениме начинот на однесување за да имаме различен резултат. Да имаме одговорност пред граѓаните на Република Македонија ова прашање еднаш конечно да го издигнеме на ниво на референдум. Они кои што повикува на референдум Дали- 10 години денес Дали немаат се ни уште авер, сметате дека некои немаат ни прашања став не заслужуваат одговор? да кажуваат Дали кој- сметате да се кажуваат уште што е дека нивниот некои став, прашања не што е заслужуваат нивниот одговор? став за најбитното прашање во Република Македонија. Дали сметате- Неодговорно е пред целата македонска Дали јавност сметате- за најбитното прашање да велите дека некои прашања не заслужуваат одговор. Јас Почитувам вас ве колега, прашувам дали се почитувам уште го имате колега, тој став. Јас не го почитувам кажам колега. тоа зошто спинувате. Значи ве прашувам Неодговорно е, најотворено и неодговорно пред е Бога и пред цела денес- македонска јавност. денес, Дали се на уште почеток- сметате на дека почеток некои од прашања не кампањата, заслужуваат одговор? На почеток од кампањата. Зошто не ми одговорите? За референдумското прашање, вие да доаѓате во емисија, Имам уште тотално една најава. неподготвени и без став како ќе гласате и дали ќе излезете воопшто на референдум. Тоа е неодговорно. Рацовски, За референдумските дали се уште позиции по сметате кратката дека пауза некои за прашања не реклама. заслужуваат одговор?
Топ тема на ваша страна, добре дојдовте. Бил меѓу Александар Кирацовски и Игор Јанушев, генерални секретари на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Во продолжение пред останатите дилеми одговорноста за референдумското изјаснување или не изјаснување, пораката која што денеска стигна од специјалниот представник на Германија за Југоисточна Европа, Кристијан Хелбах. Да не се криеме зад внатрешна политика. Да, важно е кој е ставот на опозицијата. Може би опозицијата ќе направи разлика на подобро или на полошо. Тоа е навистина сериозно. Не се работи само кој е на власт или не е. Многу едноставно всушност. Во наш интерес е да успее референдумот. Се работи за интеграциите во Европската Унија и во НАТО. Не може да кажеме, не ми се допаѓа договорот, а сакаме да бидеме дел од ЕУ и НАТО. За жал можеби, но таква е реалноста на земјата и на регионот. Не се работи дека сакаме само да бидете дел од ЕУ. Тоа е и наш интерес. Така што, кој да прави нешто против нашиот интерес, не е наш пријател. Толку едноставно. Кристијан Хелбах, специјален представник за Југоисточна Европа во Министерството за надворешни работи на Германија. Сурово звучи, но очигледно реал политичка изјава. Господин Јанушев. Во однос на изјавата, можам слободно да кажам дека не се согласувам со ставот на почитуваниот господин кој што ја даде. И мислам дека е сосема демократско да не се согласиш со одредена изјава, исто како што и кога седиме и кога разговараме и внатре-партиски, исто така кога гидат и високите представници од предсот Европската Унија кои што доаѓаат од нашите сестрински партии, исто така кога разменуваме ставови, многу е нормално некогаш и негде да не ни се совпаднат ставовите и да имаме различни мислења. Вие остана сестринска партија, освен на Орбан, со која во моментот ви имате идентично мислење? Комуницираме и имаме прекрасна соработка, особено во последниот период од повеќе од половина година, со буквално сите сестрински партии. Мислам дека имавте прилика и на еден од најмасовните протести кои што го направивме на 2 јуни да видите обраќање од претседателот на Европската народна партија. Така да повторно овие работи кои што се пуштаат во јавност, мислам дека не се соодветни, меѓутоа не е тоа тема на дискусија. Што ќе кажете на Меркел во сабота, бидејќи на времето ја имавте нејзината поддршка? И ги поздравуваме секогаш овие посети, особено кога доаѓа некој представник кој што доаѓа од наша сестринска партија. И нормално дека отворено, аргументирано ќе разговараме за се она што и ќе презентираме пред било кој, како што го правиме изминатиот период, пред било кој. Германското МНР не крие дека една од пораките на Меркел може би да биде дури и отворен повик до граѓаните на Македонија да излезат и да гласаат на референдум. И вие на тоа ќе одговорите што? Дека се меша нелегитимно во внатрешните работи на Македонија и секој да настапи она како што смета дека треба да настапи, исто како што е легитимно право на ВМРО да помине против овој договор. Впрочем, каде се јави најголемиот проблем во однос на целиот тој проблем околу решавањето на спорот со името, тоа што парламентарното мнозинство речиси на сила го протурка референдумското прашање, воопшто не сакајќи нити да разговара за она што го имавме како тема дискусија на лидерските средби и направи нешто што е по не знам веќе кој пат оваа година и пол флагрантно кршење на законот, поставувајќи 3 прашања кои што имаат најмалку веројатно 9, ако не и повеќе варијанти на одговор во едно референдумско прашање, бидејќи она што исто така е факт дека за НАТО воопшто немаше потреба да се оди на референдум, бидејќи тоа е веќе апсолвирана тема, уште ако не се лажам од 93-та година, Уставен суд го има сето тоа потврдил на негово време. Членството на Европска Унија апсолутно мораше да биде издвоено, бидејќи за членство на сојуз на држави е потребно мнозинство од повеќе од половината од вкупниот запишан број на избирачи да излезат и да се изјаснат за. Така да ова што го прават за НАТО, но ајде да не отвараме празни. НАТО е воена организација, не е сојуз на држави, онака како што е Европската Унија. Така е. Меѓутоа не е исто и за НАТО е веќе донесена одлуката и нема потреба да оди на референдум. Меѓутоа за Европска Унија референдумското прашање мораше да биде само тргнато од се друго и мора за истото повеќе од половината од вкупно запишаните да се изјаснат позитивно, што би значило во случајов негде над 903-905 која да е финалната бројка
потребна за цензусот. Не Така да, очекувајте ова што став го од прават е по господинот мал Јанушев. милион пати кршење на законот, а единствено што слушаме од Кирацовски како одговор е не барајте став. Значи Не малце подобро очекувајте- ќе биде да каже зошто, по кој знае кој пат го прекршија законот и дали е свесен дека како пратеник гласаше за нешто што е противзаконски и пред се противуставно, бидејќи ова е толку битно прашање во однос на референдум што и самиот устав го регулира. Очигледно и тоа не сте го погледнале кога сте го стиснале зеленото копче, веројатно така ви кажале од партија и не сте ни го видели, само сте гласале за. Кирацовски коментар прво за ова околу пораката од германскиот представник, која што очигледно денови ќе ја слушнеме и од многу други представници, доаѓа Столтенберг, доаѓа Курц, доаѓа Меркел, се очекува посетата и на американскиот министер за одбрана некаде кон средината на септември. Пораката од почитуваниот германски представник, која е многу јасна и недвосмислена, повеќе од сигурно е дека ќе биде проследена и од германската канцеларка Ангела Меркел, која што најави посета во Република Македонија оваа сабота. После неа најверојатно доаѓа и генералниот секретар на НАТО Столтенберг и многу други препознатливи личности од европскиот и од светскиот кор кои што многу јасно и недвосмислено даваат поддршка, комплетна поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција и комплетна поддршка на иницијативата за влез на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Господинот Јанушев, не очекувајте став денес од него, тие и после 10 години повикување на референдум, до ден денес, ете и во оваа емисија потврдија дека или немаат став, или имаат, па не го соопштуваат. Најверојатно не следел во изминатите неколку месеци дека и прашањето за влез во НАТО алијансата и прашањето за почеток на преговори со Европската унија е стрикно и директно поврзан со исходот од референдумот, односно со мнозинската волја Тоа на се обидам да ви граѓаните. кажам дека не смееше да дозволите да биде така. На граѓаните. Тоа се обидам да ви го кажам. Еве имавте 11 години. Така и за 11 години да задолжавме се ова што вие уништите за пола година. Можете да придонесете Ова минимум да референдумско влеземе во изјаснување НАТО не го алијансата. исклучува 2008 референдумот имаме при влезот во Европската унија. Тој сакале или не, мора да се одржи и да биде задолжителен. Боби, дали имаме луѓе што го поддржуваат, да речеме, договорот, поддржуваат Европска унија, меѓутоа не поддржуваат НАТО? Дали имаме луѓе кои што се против договорот, а поддржуваат ЕУ и НАТО? Значи, мал милион можеме вака да направиме сигурно еден куп комбинации. Како ќе одговорат со еден одговор? Сите анкети покажуваат прво дека Нема прашањето одговор. Значи не можеш на три и за прашања влез да на одговориш Република Македонија со еден во одговор. НАТО алијансата и за почеток на преговори и влез во Европската унија, доминантно на сите анкети покажува дека расположението е над 70%. Во ред, супер. Многу јасно и терајте недвосмислено. ако е така. Граѓаните на Терајте Република така, ви викам. Македонија, граѓаните на Република Ама не верувате ни тие кои што ни вие во тие анкети. кои што очекуваат Ма не барем верувате еден ни аргумент вие. од вас. Ако и верувате, став немаше односно да имате ова сега прашање, 6000 вработувања на месец дена пред мнозински референдум. дел- во мнозински Немаше дел да ќе излезат, ќе трошите гласаат милионски за и милионски Европска суми на Македонија. евра. Нешто што Значи, вие немаше треба да го цело време направите да пред било дефокусирате со ВМРО, ако бевте толку сигурни. Ама не сте сигурни. Добро, Ама почитуван се колега, плашите кога гледате имам дека неколку по прашања. 200 Дали луѓе сте- видат Дали таму. сте вие за влез Слушаме. во НАТО алијансата? Да сум. Дали сте за влез во Европската унија? Да сум. Во што е проблемот? Против договорот. Што е проблемот? Што не ги поделивте прашањето? Еве Клучното одговорете ми, зашо не ги поделивте? Вие сте затоа пратени што со зашо не ги мнозинството на поделивте? граѓани во Република Македонија Добро, се за влез во НАТО алијансата и дел од Европската унија, добро. мнозински. Па Над зошто не 70%. го ставивте тогаш Нема само потреба. договорот? Речете ЗОА и така кршите сите закони устава, ЗОА сите сме за влез, одиме во Европска унија и НАТО. Браво, ќе ви давевме раки поддршка. Што не го ставивте само договорот на референдумско прашање? Одговорете ми кој ќе ви одговори, бидете небитни се тие коректен. прашања, небитни се тие Што е прашања. небитно? Договорот е Небитни се. небитен. Битно е Што е небитно, тоа дека само Република одговорете ми. Македонија Што е е небитно? подготвена и созрена Грацовски, ве молам, одговорете ми за што влез е во небитно. НАТО и Европската унија. То никој не го спори, кој го спори тоа? Единствено вие. Кој го спори, сега ти кажувам Со отворено вашите и дела и милион пати. постапки декларативно Што постојано се декларативно? залагате за влез во НАТО и Европската унија. Абе, не и на крај правите немате вакви став, небулози. ниту дали ќе излезете на референдум. Не можам да верувам дека само што кажа дека е небитен договорот и спогодбата. Значи ова само така Не ја се стави. Па тоа го кажавте сега. не ја Добро, манипулирајте одговорете ми што е јавноста, небитно тогаш. Каде што Што е небитно тогаш? Зошто каде што озбиljno ми јасно, говориш? многу јасно
Ма не е јасно. И јас и вие се согласивме за едно битно прашање. Еве, не ме дека разбрав јас добро, и вие и да не мнозинството спекулирам, кажете ми граѓани се што е за влез небитно. во НАТО и Европска унија. Кирацовски, ве молам, одговорете ми што е небитно случајов. Рековте ова тоа е небитно. Зашо мислевте? Единствено, Што е небитно? Единствено што е небитно според вас, Не, како што гледам вие денес, го јас не е кажав вашиот став за прашањето за референдумот. Единствено тоа гледам дека е небитно. А договоров е битен? Ова е најбитното прашање за Договоров Република дали е Македонија. битен? И Дали е најголемата договорот битен? опозициона партија, ВМРО Сега ДПМН. вртите, пробувате да се извадите од тоа што го кажавте. несериозно Кирасовски, несериозно е да пред целата поставите македонска јавност три прашања на првата у едно, дебата, на првата спротивно дебата на устав, за прашањето спротивно за на закон, референдумот, и прво да нема став, пробуете тоа да а го второ протнете сега низ јавноста, да се не знам обидува што и како. Абе, второ, имам став, ти да кажувам се дека сум обидува за да го Европска троши унија и НАТО времето, и сум против да го договорот. троши времето Што не ти е јасно тука? за небитни аргументи Ама кои што што не ти е- реално и ги немате. Што не ти е јасно тука? Сум за Европска унија и НАТО, сум против договорот. Што не ти е јасно? Дали ќе излезете на референдум? Не сум одлучил, имам уште 30 Дали дена е да одлучам. сериозно, дали е сериозно партија која што 10 години повикува на референдум, на месец дена, на помалку од месец на дена, устав за промена да на нема устав, став но дали има ќе излезе на референдум и како ќе на гласа. идентитетот. То- Што не направивте Значи, таков договорот договор? вие во ваши Што не раци. направивте? Ги Ви знаете реков, сите на аргументи, грците да им толкувајте оставите ги да како пишуваат, вие боле ќе сакате, беше. толкувајте ги како милувате. Кој е вашиот став? Сериозно, мислите дека Сметате ова ли- поминува? сметате ли Мислиш дека ова дека поминува? Не е сериозно. Мислиш дека ова поминува меѓу нас? Не е сериозно ова. Не ми одговараш. Мислиш дека ова поминува сериозно меѓу Почитувам, народ? не се Вака, грижете веруваш ли вие, сам на себе? не се грижете вие дали моево поминува или не. Гледајте дали вашето поминува. Е па добро, ќе имаме можност, бујрун ќе видиме. Вашето не поминува Еве, најавивте затоа дека што ако е единствено неуспешен е референдумот, проводирање на дека политиката има која шанса што да одиме на избори, вашиот така ли екс-лидер ја најавивте? водеше над 11 години. Ама Политика екс-лидерот на не е веќе изолација, години и половина. но вие ја Имаме водите нов истата лидер. политика. Истата погубна Значи, политика, ја политика прашувам на пак, изолација, дали останувате политика на ставот? деструктивност. Дали останувате на тој став? Што значи тоа? Дека ќе Не поттикнувате јасно сега на беше. бојкот? Не, само прашам доколку не биде успешен. Ни сами не знаат. Кој ви е Ни дали планот ќе Б и протестира, дали ќе продолжите ни со дали тоа ќе да идете на бойкотира, предвремени избори? ни Тоа дали ве ќе излезат прашувам. на референдум, ни како ќе гласаат. Значи, ја ве Членството прашувам. на ВМРО ДПМН, Ве прашувам. мнозинството граѓани очекуваат од најголемата опозициона партија одреден став. Ако го немате, не излегувајте на вакви Добро, и сериозни дебати окей, така е каде што како што јавноста викате. очекува И ние како одговор. ВМРО ДПМН со ова што вие сега кажувате се закопуваме за 3 месеци ќе Од не друга нема страна, нигде. Супер СДСМ ќе прави што сака држава, ако најбитните е така прашања. како што Почитувам кажете. колега. Еве пак ќе ве прашам. Почитувам Дали колега. договоров е небитен? За најбитните прашања, како што е договорот, потребен е консензус национален. А сега ви Вие текна дека ви треба теснопартиски, консензус. вие теснопартиски А од јануар месец гледате кога ви дури на овој зборивме дека договор. треба консензус и дека На не можете преговорите- меѓу тројца луѓе у канцеларија си го договарате, тогаш тоа не ви беше јасно. А сега ви треба консензус, така? Кога на преговорите, на меѓупартиските преговори меѓу отворите уста и СРСМ излажете. и ВМРО ДПМН, меѓу СРСМ Само и ВМРО криминали, само ДПМН, тендери ви се у главата, ова го немате ни прочитано. едно беше што е барањето најсуштинско. на ВМРО ДПМН. Чекам да запрете за македонската јавност да слушни. Едно беше барањето на ВМРО ДПМН за да се Добро. приклучи кон овој А кое беше поход барањето? движење за Дека сме Европска барани амнестија, Македонија. така? Единствено Како само не ви е срам да лажете? Амнестија Како не ви за е срам да екс-лидерството на ВМРО Како ДПМН. не ви е срам да лажете? Дали лажам или не, ќе покажи вашата практика и Не ќе вашето покаже, однесување значи, во ако иднина. сакавте да Самиот факт докажете, дека имавте немате прилика став, у собрание самиот да факт ги дека после 10 години декласифицирате повикување на записниците. референдум. Што не ги денес нема декласифициравте? што да соопштите. Ама зошто не ги декласифициравте По записниците? дефолт укажува дека нешто Рацовски, криете и за одговори нешто ми. друго се борите. Кој криеме, вие Што неќете да ги калкулирате до декласифициравте? последно? Дали ќе добиете Зошто не ги амнестија или не, декласифициравте? па да се приклучите. Одговори ми. Нема да добиете амнестија. Абе, Па зошто? по цена и да не се приклучите. Значи, еве, те прашувам најотворено. Сериозна политичка Зошто партија, не ги која што декласифицирате на записниците од помалку од месец преговорите? дена Јас немам нема ништо сопствен против, став. нити ВМРО И првите ДПМН. луѓе се кријат зад сопствениот народ, зад граѓаните. Боби, Значи ова, знаеш дека како малку калкулираат. изгледа со збора, јас цело време се обидувам да наметнам. Калкулираат Ако со е нешто што тоа нема да го поентата на добијат. емисијава, да... Ако вашето очекување да не се обидувам да наметнам јас за за приклучок да бидам на воздржан, референдумот е меѓутоа амнестија, го ама, одбрав знаете дека погрешниот пристап, сте погрешиле со оставајќи барањето. на Значи, политичката ако ми култура дозволиш, да се 30 сослушате. секунди. И затоа во завршницата ќе одиме со мој блит прашање. Благодарам. 30 секунди само. Би сакал Кирацовски да одговори, ако има барем грам вистина во ова што го збори, зошто не ги декласифицира записниците од преговорите? Значи, има таму стенограмски се води. Побаравме собрание да се декласифицираат. Да ги види цела македонска јавност. Дали ова што го збори Кирацовски има грам вистина? Или вистината е многу поинаква и подруга?
А вие очекувате барање за амнестија да се води на официјален состанок и во официјални записници? Толку сте наивен, така ве лажат. Ова као се виделе Мицковски и Заев, онака после врата и овој му рекол, ај момент види пушти ги. Во партијата. Молам, бидете Не е сериозно, сериозни. ама не е сериозно, почитуван. Не е сериозно. Генерален секретар на партија, да не ги знае клучните аспекти на преговорите или можеби ги знаете, но вешто манипулирате или лажете, во немала рака не е сериозно и не е одговорно. Ако има, сакаш да ми кажеш дека ова било настрана, ама вие ради друго не ги декласифицирате, така? Единственото барање на ВМРО ДПМН. Така да ли? се приклучи кон ова движење за Европска Македонија беше Ама одговори ми дали е амнестија така. за екс-лидерството, кое што секојдневно е по судови сосем оправдано. Ама дали е така? Секојдневно го користите терминот картел, Абе добро, лажете, а не крадете, се местите вртите тендери, гледаме назад од да го здравство видите до све режимското картел до све и владење, свачега. од Ама каде што реално и тоа вие го тргам потекнувате. назад, пошто немате ништо да кажете како аргумент плюс, затоа се враќате веќе неколку пати ми си јава. Аргументи ви се изнесени мал милион. Зошто не сакате да ги слушате? Зошто не ги декласифицирате? Зошто не ги декласифицирате? Моите завршни прашања. Не сакате да се слушате. Ма еве прашам, зошто не ги декласифицирате? Еве го немало тоа, еве го имало тоа, ќе видиме кој ќе ги декласифицирате. Цела Македонија. Зошто? Кога ќе дојде момент Ама сега не е ќе се момент, изврши така ли? и декласификација, ако е потребно А кога ќе и ако е дојдете? од интерес А кога за ќе граѓаните дојде? на Република А не ли мислите Македонија. дека е од интерес? Од интерес во овој момент. Што е од И интерес? прашањето на 30 септември. За Дали вие договоров, дали ќе поминеме, излезете на референдумот, дали ќе нема да гласате за имаме или ништо против? македонско за кое што сме се бореле Надминете ги со стотици години внатрепартиските назад. фракции. Надминете ја внатрепартиската летаргија. Време е за сериозна одлука. Граѓаните Ќе очекуваат преземе ли и Оливер од вас, Спасовски исто и сада од нас. само? Ќе преземе ли Оливер Да не- Спасовски? Граѓаните да очекуваат не, одлука, не знам одиме какви во такви неболози глупости крајности зборувате. и Граѓаните очекуваат екстреми одговор кои од што вас. немаат врска со ова. Па со бега од оваа одговорите и са тема. пробувај не знам со што вакви говорите, Дека примери има- внатре дека има придобивка од членството во ЕУ и НАТО, која и покрај според вас некои негативни страни или многу негативни страни од договорот, сепак тоа е единствената порта. Во овој момент тоа јасно го упатуваат сите пореки кои што доаѓаат од надвор и заради кои што сепак заслужува да јасно излезете пред јавноста со ваш конкретен став. Макар тоа било повик за гласање, бојкот, за или против. Мислам дека нема човек во Република Македонија, барем не разумен, свесен човек кој што нема да се согласи дека членството во Европската унија и НАТО нема да донесе бенефити во државата. Кај се јавува недовербата на луѓето. Имаа година и пол на власт шанса да покажат дека поседуваат нешто за што ќе можат да ги исполнат вредностите кои што се поставени како европски унија, кои што се како европски вредности кои што се наметнати од Европската унија. За жал тоа не се случи. Видовме само крајно недемократско, неевропско постапување. Значи, дури ние утре да влеземе во Европската унија, не знам како да не примат, под кое било име со не знам каков преседан. Значи, тоа нема да помогнеше денес да почнат сите ученици да одат во школа, пошто скоро половината не почна ради скандалот со учебниците кои што украдоа над 5,5 милиони Ама сега евра. пак Какви ме враќате, глупости ме се терате да ве подсетам дека Боби, знам дека да не не- се враќаме на знам 11 години знам дека и да не- не ве подсетам ама дека не ВМРО сте ДПМН паднати од небо. Се согласувам, ВМРО ДПМН не е на власт. Години и пол се СДС на власт. Редно е да си ја преземат одговорноста за сите глупости. Само ви сакам да ви поставив кажам. конкретно прашање. Па се обидам да ви го Дали одговорам. членството во ЕУ и НАТО има предности и бенефиции за Македонија и македонските граѓани, за вие да застанете за ова. Вакво еве ќе прифатиме непринципиелно, самостојно договорено прашање и се и да излезете со јасен став пред граѓаните кои што ви ја дале довербата да им кажете како Само Кој е вашиот само став? што на почеток на договорот кажа дека Троши на мислам времето дека за нема глупости. човек што исто така не се согласува Македонија дека има бенефити од членството и во Европска унија и во НАТО. И тоа никој никогаш не го спори. Тоа е апсолутно и кристално јасно. Јас се обидувам само да ви дадам два сегмента кои што се неминовно поврзано со вашето прашање. Првото е дека инсистиравме токму на тоа да се одвои прашањето за договорот од овие две работи, бидејќи не може да се спојат заедно. Не го прифатија. Вториот дел е дека да бевме до сега, еве, на први да влезевме И сега? во Европска унија, дека апсолутно немаат компас каде одат
И ако членството во Европска унија апсолутно нема ништо на никого да му значи се додека СДСМ на власт. Значи треба да го сватат тоа, пошто граѓаните го сватија, да си заминат, да си ги спакуваат куферите и да остават државата некој што знае како да води. На крај на ден е толку едноставно. Кога викате вие, значи не сакам да ја преземам улогата на Кератовски, меѓутоа морам да ве подсетам. 3 години под власт на ВМРО ДПМН имаше замрзната препорака. Не се согласувам. Тоа сигурно не беше од премногу европски вредности и демократија. Не само 3 години, од 2008 година нема да ги спорам. Признававте, Република Македонија на патот дека е замрзната. Поздравивте одмрзнувањето на препораката до Рилање. Нема да навлезам, еве условно ќе кажам дека ќе се согласам со вас. Меѓутоа, што сакам да кажам, ВМРО има ново раководство. ВМРО е реорганизирано, ВМРО има трета генерација на политичари. Четврто. Значи, поистоветувањето со како било претходно, како било времето на еден на друг председател, значи само правиме да дефокусираме јавноста. ВМРО ДПМН повеќе од години и пол не е на власт. На кој ВМРО немаме веќе време, дозволете не си скажавме единствено одговорен, а СДСМ само лаже. На кој ВМРО да му верувам? На вас вечерва? Добро. На текстовите кои што ги пишува вашиот генерален секретар, на ставовите на Антонио Милошевски и Илија Димовски, или на ставовите кои што вечерва на трибина ги кажа вашиот поранешен шеф на дипломати, исто така актуелен висок функционер Никола Поповски, дека сгреши што сгреши владата во многу потези, но улога е и на опозицијата. Јасно и гласно да излезе и да каже што е тоа што не чини во договорот, но што е тоа што е штетно и последица доколку Македонија не влезе во ЕУ и НАТО. Значи, барем во првиот дел на што не сум видел изјавата, значи ја вечерва се обидовме да објасниме што е штетно во договорот, односно дека се е штетно фактички во договорот. Не, сега прашањето е на кој ВМРО да му верува. Видете, ВМРО едно, ВМРО било едно и ВМРО ќе остане едно. Многу ликови во минатото се обиделе да му наштетат на ВМРО ДПМН, меѓутоа сите знаеме каде сите тие ликови завршиле. Сега во минатото зборуваме за луѓе кои што се во актуелното раководство. Јас ве прашав на кого конкретно да веруваме? На вас, на вашиот заменик или на некои пратеници? Сите тие се дел од партијата. Значи, како што кажав, ВМРО е поголемо од било кој поединец и во минатото многу луѓе се обиделе да наштетат на ВМРО и не успеале. Во изминатите особено неколку години многу често имавме напади во ВМРО ДПМН дека ВМРО ДПМН не е демократско, дека е тоталитаристичко и слично. Значи со само тоа што сега го кажавте, само ги демантирате сите тие небулози, бидејќи на крај на ден секој има право без разлика дали како член на партија или како граѓанин на Република Македонија се уште да си го каже својот став и своето мислење. Официјалните партиски ставови со официјални партиски ставови, тие се пренесуваат на начин на кој што се пренесуваат. Дали некој плюс ќе си каже или ќе се коментира нешто што е надвор од партиските ставови или ако тој поединец смета поинаку од официјалните партиски ставови, ако сака може тоа слободно да си го комуницира и да си го каже со граѓаните. Ова е прашање во надлежност на собранието и ова прашање без оглед. И како ќе заврши референдумот и да помине и да не помине повторно може да се најде повторно ќе се најде пред пратениците. ВМРО ДПМН нема уште еден 10 септември за да го одлага конечниот став. Бидејќи конечно ќе мора да го каже, ако не сега, доколку организира тивок бојкот или не знам која ви е тактиката, ќе мора да го каже на крајот во собранието. Видете, уште една интересна теза изнесовте, тивок бојкот. Не знам на што мислите со тивок бојкот, меѓутоа ако мислите на тоа дека ние можеме или сакаме да направиме нешто мимо тоа официјално што кажуваме, еве во старт ви кажувам дека не е така. Нити имаме намера, нити го правиме тоа, нити ќе го правиме тоа. Пошто на крај на денот имаме многу повеќе од 100.000 членови во партијата и да правиме некоја таква екскурзија која што како најголем политички субјект во држава прво не ни наликува и мислам дека воопшто е девалвирана тема. Меѓутоа има една друга работа која што напоменавте е многу побитна, дека ако не се лажам рековте било како да помине референдумот ќе оди во собрание. Тука не се согласувам бидејќи ако биде така и ако помине успешно референдумот,
еден муавет. Меѓутоа, ако не помине успешно референдумот, сосема друг муавет, бидејќи ако мнозинската волја на граѓаните ќе биде испочитувана да се оди со насилничко силување на институциите и насила да се прави тоа, е ново по кој знае кој пат флагрантно кршење на уставот и на законите. Бидејќи многу јасно се пишува во законот за референдум, а истовремено и во уставот на Република Македонија дека за успешен референдум се смета само оној на кој што ќе излезат повеќе од половината запишани избирачи. И тука нека не пробуваат од СДСМ да прават не знам какви небулози у јавноста, многу јасно, многу прецизно, многу концизно си е напишано што се смета за успешен референдум. Нека не ми ги кажува Кирацовски овие тези. Само кратко. Дали на 10-ти, не знам зошто сте фиксирани толку со 10-ти? Септември. Председателот најави околу 10-ти, дали ќе биде 10-ти, дали ќе биде 2-3 дена порано или подоцна, Став ќе има би. Дефинитивно ќе има став, дали ќе биде можеби, не знам, за 2-3 дена, дали може ќе биде на 2-13. У оној момент кога ВМРО ДПМН ќе одлучи дека треба тоа да помине, тоест кој ќе помине со граѓаните партијата и кој ќе одлучиме дека треба тоа јавно да го соопштиме, ќе излеземе и ќе го соопштиме. Кирацовски. Кратко само, ете, дури и од оваа нова трета, четврта генерација на политичари во ВМРО ДПМН не слушнавме ништо ново и нов видик, нова политика, најверојатно ќе продолжат по старите стапки, но небитно околу тоа. Сакам да ги охрабрам граѓаните на Република Македонија. Овој референдум ќе биде успешен. На 30 септември граѓаните масовно ќе излезат, ќе гласат за Европска Македонија и околу тоа никој ништо не може да направи да ги спречи. Затоа што Република Македонија е веќе созреана за влез во НАТО алијансата и за почеток на преговори со Европската унија. Ние за многу скоро ќе станеме дел од големото европско семејство, каде што има над 500 милиони потрошувачи, ќе бидеме дел од пазарот кој што е над 23,8% од бруто домашниот производ на светско ниво, ќе бидеме дел од пазар кој што е 250 пати поголем од нашиот пазар. Извинете, 0,1% ќе бидеме дел од семејството, кој што придонело нашите соседни земји од 11.000 долари во 2006 година бруто домашен производ по глава на жител да стигнат до 20.000 долари. Време последно прашање за Кирацовски. Само една реченица. Раст на бруто домашен производ до 2017 година. Кирацовски последното Полска 63% пораст на бруто домашен производ. Словачка 77%, Чешка 37%. Времето ни се граѓаните ги очекува убава иднина. Допре зараме да ви каже Кирацовски. Не упаѓајте кога нешто не ви одговара. Република Македонија никој не го спори дека има иднина во Европска унија, само не со вас, тоа се верувам да ви кажам цело време. Перспектива и граѓаните да пратат и 3 милиарди ќе ги украдете. Благодат во собствената држава. Кирацовски сосема за крај сосема Куса. Достижна ли е бројката од 900? Апсолутно. Апсолутно. Република Македонија, како што кажав и претходно, е повеќе од созреана за ова крупно прашање, едно од најбитните две прашања откако Република Македонија е самостојна. Ние ќе се потрудиме максимално да го доближиме договорот кој што е потпишан со Република Грција, да ги доближиме бенефитите од членството во НАТО алијансата и бенефитите од почеток на преговори со Европската унија. Одутре зборете малку за тоа со граѓаните. Се охрабривме, се одваживме за решавање на ова прашање, беше потребно многу храброст, многу визија, лидерство и се разбира карактер кој што претходниот лидер, условно кажано, на ВМРО ДПМН ја немаше и ја доведе до бездна Република Македонија. Меѓутоа, за среќа се створија условите за ова крупно прашање еднаш за секогаш да биде решено. И јас повеќе јас ве уверувам дека повеќе од сигурно референдумот ќе биде успешен, а Република Македонија за скоро ќе имаме како земја членка на НАТО алијансата и Европската унија. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Очигледно за следните дебати, а ќе ги имаме во текот на следните емисии уште многу, ќе мораме да размислиме за малку построги правила, бидејќи вечерашниот слободен формат малку и не го даде очекуваниот резултат, барем во однос на меѓусебно сослушување. Во секој случај ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете на Телма и следете не секако во среда. Следува првата анкета со последните трендови и расположение на граѓаните околу референдумот.